Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Poštovani gledači, dobro utro i ova utro srdečen pozdrav od studijata na Radio Glasna Nadešta. I započnuvame ova naša utrinska programa so jedna ubava misla. Veselo to srce je odličen lek, a neveselio dugi suši koskite. Pa neka i ovaj den, četvrtok, bideme što poveke veseli raspoloženi. Iako život ni nosi tereti, odgovornosti i prečki, no sepak ova misla što je zapišal mudri od Solomon ima svoja težina. Veselo to srce je odličen lek, a neveselio dugi suši koskete. Da razveselime nekogo ko je pored nas deneska, da go napravime poraspoložen, da upatime nekoj ljubezen zbor, da pomogneme može bi i so zbor ili materijalno nekoga ko je pozagrozen od nas. Neka i ovoj den navistina mislata vo nas bide vesela i radosna. Odime na početak od jedna hristijanska pesna. Pogledaš danas oko sebe, vidjet ćeš samo tugu i bol. Ali Bog kaže, pozvao sam te po imenu, moj si. Kada plamen svom svojom žestinom preti da uništi tvoju dušu i kada ti se čini da će valovi razbesnenog okeana potopiti tvoj mali brod, seti se, blizu je dan. Isus je rekao, prijatelji, ja vas ostavljam, ali ne zauvek, doći ću ponovo po vas. I kada on ponovo dođe, sve ovo raspadljivo pretvorit će se u neraspadljivo. I još malo, još samo malo, i svim patnjama doći će kraj. Blizu je dan, blizu
Продолжуваме со сервисните информации. Почнуваме гледачи на самиот почеток да кажеме дека денеска е 30 јуни, четврток 2022 година. 181 ден во годината, односно уште 184 дена до крајот нова календарска година. Сонцето изгреа во 5 часот и 1 минута, ќе зајде во 20 часот и 10 минути. Денеска ќе имаме високо увозрачење од 9. Воздухот и ово утро е релативно чист на подрачето на градот Кавадарци. Прогнозата вели дека ќе имаме сончево и многу топло, дури и жешко, со мала до умерена локална облачност, со умерен променлив ветар. Попладне претежно во западните делови ќе има локален пороен дожд, грмежи, засилен ветар и услови за појава на град. Ете, прогнозата дека во некои делови, на жалост, може да се случи и појава на град. Затоа бидете внимателни. Температурата ќе се движи во јужните делови од 20 до 38. Во Теквишијата, Кавадарци од 19 до 37. Во Беровскиот регион исто ќе биде топло од 12 до 32. Куманово од 15 до 33. Скопје ќе има релативно топло време, жешко до 36 степени. Најсвежо ќе биде во западните делови од 14 до 27 степени. Во Охрид од 18 до 30 и во Кумановскиот регион од 17 до 34, кај што се предвидува локални дождови, грмежи и појава на град. Што се однесува до викендот, значи еве ќе имаме повторно високи температури, сабота 38, недела 38, така да искористите го викендот за прошетка во планина или на планина, каде што е секогаш по-свежо, почитувани гледачи. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, тие и денеска информира дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози, но фреквенцијата е зголемена поради годишните одмори, посебно автопатот Куманово, Велес, Неготино, Гевгелија, значи тој пат е повеќе оптеретен со возила, зашто многу луѓе од западниот дел на Европа одат на годишен одмор во соседна Грција. Затоа бидете внимателни, се вози по старите патишта, се избегнува патарината, но како е да е, бидете внимателни, бидејќи е доста топло или жешко. Ако е надвор 38, замислете каква е температурата во автомобилите. Секако имат автомобилите и клими, но таа разлика не треба да биде многу голема од надворешната во внатрешниот дел на возилото. Граничните премини нормално се отворени, нема подолги задржување, освен на влез во Македонија од Табановце и за излез од Македонија кон соседна Грција. Во рубриката на денешен ден, почитувани гледачи, еве сакам да им пренесам неколку интересни настани. 1859 година, на денешен ден, на Ортома, растегната над Нијагараните водопади, значи Нијагараните водопади, Чарлс Блондин пред 25.000 гледачи преминал од сад во Канада. Значи на растегнато јаже или Ортома. Во 1908 година на денешен ден во источен Сибир паднал метеор, предизвикувајќи џиновска експлозија и земјотрес што се почувствувал и во Централна Европа. 1913 година на денешен ден со нападот на бугарските сили на позициите на српската и на грчката војска во Македонија почнала Втората Балканска војна, што завршила со мирот склучен во Букуреш на 10. август 1913 година. На жалост, тогаш Македонија доживува и распад, поделена е на 3 дела. Еден дел припаднал во Грција, еден дел во Албанија, а третиот во Бугарија. И Македонија останала онаа вардарска Македонија, што денеска се нарекува. На жалост, тоа се случило како поделба на големите сили, а на штета на Македонија.
Germanski nacistički vodač vo 1934 godina Adolf Hitler je započnal presmetkata so političarite i so vojnite ličnosti od sobstvenata nacionalna socijalistička partija, prito bili ubijeni stotina njegovi privrzanici i drugi aktivisti među koji i Ernest Röhm, jedan od najvlijatelnijih ličnosti. Znači, Hitler ušte u to vreme počnal so čistka na site svoji konkurentni. Vo Skopje 1949. godina bila izvedena prvata baletska premijera, znači vo toj grad, vo Skopje bila izvedena prvata baletska premijera. 1906. godina, na današnji den, Belgija je priznala nezavisnosta na svojta dolgogodišnja afrikanska kolonija Kongo. 1972. godina ukinata bila smrtnata kazna vo Amerika. Na današnji den, znači 1971. godina. 1973. godina senka na mesečinata go prekrila celiot afrikanski kontinent. To je bilo najdolgoto zamračuvanje na mesečinata vo povojnata istorija. Ruski baletan Mihail Nikolajević Baryshnikov emigriral od SSR, znači vo Kanada za vremena turnejata su ansamblot na baletot po boljšoj teatru. To se slučilo u 1974. godina. Evo ušte dve informacije. 1997. godina vo Santa Barbara umrel Robert Mitchum, jedan od najistaknatijih amerikanski filmski akteri, roden bil vo Bridgeport na 6. avgust 1970. godina. I posledna informacija od rubrikata na današnji den, 2005. godina, španskite protivnici go usvojili zakon za pravata na onije, taka narečeni, LGBT zajednica. Da stapovat vo brak, znači su istopolovni, da pravat istopolnovi brakovi. Iako to se sprostavovo na Biblijata, Bog rekol maš da ima žena, žena maš, međutim, se zlupotrebova slobodната volja na lugetu i deneska znajeme kakov pritisak se pravi na pojedini vladi vo svetu da go prihvatat i ovaj stil na živenje. No, Biblijata je mnogo jasna i glasna i proroštvata zboruvat za to deka će se pojavati takvi dviženja vo posebno vreme. Evo toliko za ove početni servis informacije, svega ke odime so pesna. Kada zbrojiš dane 2 i 2, godina je brzo otišla, možda svemu sutra biće kraj, zato Bogu život sada daj. Prolazi nam život, da li spremaš se, kako ćeš pogledat oči njegove, zato srce svoje njemu predaj ti. Znaj sa tobom Isu želi vječno ostati. Često puta možda pitaš se nešto lijepo zašto kratko je, ali svjetlo neba vidi se. Bog za tebe sprema novo sve. Prolazi nam život, da li spremaš se, kako ćeš pogledat oči njegove, zato srce svoje njemu predaj ti. Znaj sa tobom Isu želi vječno ostati. Prolazi nam život, da li spremaš se, kako ćeš pogledat oči njegove, zato srce svoje njemu predaj ti. Znaj sa tobom Isu želi vječno ostati. Znaj sa tobom Isu želi vječno ostati. Se
враќаме повторно во емисија, почитувани гледачи, да ја проследиме рубриката Капки на мудроста. Еве неколку капки што сакам да ги споделам ово утро со сите вас. Не суди ми по изгледот, бидејќи не знаеш што носам во душата. Карактерот е луксус кој не може секој да го има. Нема тука некоја наука или си човек или не си. Кој ќе најде добродетелна жена, таа вреди повеќе од бисери. Не саке го спиењето за да не осиромашиш. Двојните тегови и двојните мерки, двете му се омрзени на Господа. Веселото срце е одличен лек, а невеселиот дух го суши, односно ги суши коските. Омразата предизвикува раздор, а љубовта ги покрива сите погрешки. Биди човек во време и во невреме. Кога имаш се, не гледаш ништо, прогледуваш дури кога немаш ништо. Колку повеќе даваш, толку повеќе имаш. Лесно е да бидеш дарежлив со туги пари. Еве тоа беа капките на мудрост, а сега ќе имаме едно кратко размислување за промена на Божиот закон. Кој има право да го менува Божиот закон, почитувани гледачи? Дали Господ се менува? Во книгата според Малахија, 3 глава, во 6 стих, еве што пишува: Оти јас, Господ, не се менувам. Божиот закон е непроменлив и никој нема право да го менува. Нема да го наруша мојот завет и нема да го изменам она што излегло од мојата уста, пишува псалмиста Давид во 89 глава, 34 стих. Бог не е човек та да се колеба, ниту е син човечки да се менува. Што ќе каже, па да не го изврши, или што ќе рече, па да не биде. Така, 4 книга Мојсеева, 20 глава, 19 стих. Бог е вечен и неговите ветувања, неговите зборови се трајни. Немојте да мислите дека сум дошол да го поништам законот или пророците, не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам. Матеј 5:17 до 19. Значи, Христос никогаш не се менува, ниту има ополномоштено било кој да го промени вечниот Божи закон. На Голгота законот бил издигнат, правдата била задоволена, гревот поништен. Господ прославен, грешникот оправдан и сатаната победен. Историјата ни зборува дека празнувањето на неделата наместо саботата е наменета по смртта на апостолите, верните чувари на Христа, на Христовата наука и на Христовите правила. Со закони на црквени и цивилни власти, така тој обичај дошол и до нашите денови. Значи, после Христа, законот е променет од страна на црковните и цивилните власти. Во Новиот Завет со ниту еден збор не се спомнува дека саботата е укината или променета. Значи, неделата не е никакво дело на Божето откровение, туку производ на човечката традиција, зашто писмото зборува само за саботата како седми ден за празнување. Исус сериозно ги прекорувал фарисеите како лицемери кои Божиот закон го подвластиле на своите обичаи и традиции. Лицемери добро пророкувал за вас пророк Исаија, велејќи: овој народ се приближува до мене со устата своја и со устните ме почитува, а со срцето свое стои далеко од мене, но напразно ме почитува, оти проповеда човечки повелби. Исаја 29 глава, 13 стих. Нажалост, почитувани гледачи, и денеска истата слика се повторува. Водачите на поедини цркви, наместо да ја проповедаат Божјата вистина, тие се држат за традицијата, човечките обичаи и на тој начин ја обезвредуваат Божјата вистина. Луѓето ги водат кон паганизмот наместо кон Бога. Денес секој од нас е одговорен за себе, дали ќе го прифатиме вистинскиот ден за празнување, за светкување или пак лажниот пагански ден. На тоа прашање секој треба да одговара додека е време. Значи, читајте, почитувани гледачи, Библијата, Новиот Завет, секако и Стариот, меѓутоа никаде нема да најдеме текстови кои излегле од устата на Исуса, кај што тие се менуваат законите, дека сега од сабота се прифеќа неделата. Неделата, знаеме, е прв ден во седмицата
iako neko je proslovat kako den v čest na Hristovoto voskresenje, međutim to ne je zapišeno. Apostolite posle Hristovoto voskresenje ponatamo ja propovedale, praznovale i obožavale sabotata kako 7. den. Eve, toliko za ova, ode mi сега повторно со песна, потоа ќе продолжиме со останатите рубрики. Почитувани гледачи, утро во нашето студио имаме гости, тоа се Александар од Струмица и Илија од Гевгелија. Тие се во овој месец, односно во текот на месецот јуни во Кавадарци, нивниот престој веќе полека завршува и затоа сакам да поразговарам со Александар и со Илија. Добре дојдовте во нашето студио. Благодарам и повторно ни е мило што можеме да бидеме дел од оваа програма. И добро ве најдовме. Благодарам Александар и Илија. Почитувани гледачи, тие се веќе нивниот престој во Кавадарци завршува, денеска е 30 јуни. Би сакал да
малце поразговараме, да ни кажат кој е поводот што тие овој месец беа во Кавадарци. Еве ќе отпочнеме со Александар. Како што реков во минатата емисија, јас и Илија сме студенти на Теолошкиот факултет во Белград и нашата програма ни налага да кога ја завршиме академската година, ни предстои еден месец пракса, каде што ние тоа што во текот на таа академска година сме го учеле во теорија, сега имаме простор и време да го спроведеме во пракса. Така. Илија? Да, исто како што каже Александар, тоа ни е дел од нашата училишна програма, каде што, нели, после завршетокот на училишната година, ние имаме сега можност да споделиме тоа со останатите луѓе кои се околу нас, што е многу интересно. Јас, кога се запишав на училиштето, не знаев дека и воопшто го има тоа. Така. Подоцна ќе кажете што работевте овде во Кавадарци, меѓутоа дали за време на школувањето имате и пракса во самата установа, во самата зграда, на самиот факултет? Имате прилика, ви дават да зборувате, да учествувате во некои делови од програмата? Да, секоја сабота ние студентите имаме можност да учествуваме во богослужението. Односно, за секој семестар се прави распоред во кој што секој студент добива прилика да учествува. Но исто така, покрај тоа што имаме прилика да учествуваме во факултетот, да имаме прилика да одиме и на страна во останатите цркви ширум низ целата Србија и таму добиваме некои задачи. Така. Илија, бидејќи знам дека си музичар, дали во некоја точка со музика учествуваш во службите? Да, значи таму направивме во другата црква која се наоѓа во Божидарац еден мал оркестар кој содржи млади членови. И он организира нешто кое се нарекува хаб, Ходеј ус Богом. Така. И тоа се така средби кои се прават поточно во сабота и претежно млади деца се собираат таму каде што се разговараат доста интересни теми и доаѓаат чак некои од стран своја, учествуваат и самите, нели, проповедници кои се таму и луѓето од црквата. И исто така имamo учествувано во една друга црква, сега го заборав името како се викаваш. Таму они одлучија да направат поетска и музичка вечер, каде што се поменавме на истина прекрасно. Значи, вие како студенти, освен теорија, имате и пракса и во склоп на самиот факултет. Добро, бидејќи во Белград има многу цркви, сигурно и во иднина ќе ве испраќаат да може тоа што го учите и да го спроведете во дел. Добро, се вратиме сега на вашиот престој во Кавадарци. Еве, Александар, кажи ни за нашите гледачи, кои активности ги имавте? Како се одвиваше еден ден, например, од дел од вашата пракса? Да. Во текот на овој месец јас го живеев својот животен сон, бидејќи јас ја сакам ова работа. Сакам да работам со луѓето, да им зборувам на луѓето за Бога. И имавме многу активности. Денот ни беше исполнет. Например, работевме колпортажа, односно во центарот на Кавадарци и на Неготино имавме прилика да делиме бесплатна литература. Работевме и со црквите во Кавадарци и во Неготино, имавме прилика да ги посетиме и да им послужиме на верниците таму. Исто така бевме дел од еден проект кој што се нарекува Подај рака, кој што се организира години наназад во овој град и целта на овој проект е да бидеме корисни за општеството. Но не е само за младите од Македонија, туку овој проект е и меѓународен. Во минатите години имавме прилика да ни гостуваат млади од Бугарија, од Србија, од Романија. Оваа година имавме гости од Белорусија и Украина и навистина сите тие активности ни помогнаа да ние како млади се зближиме и да видиме дека можеме да бидеме корисни за општеството. Така. Илија, како ти ги поминуваш овие денови? Значи беше доста интересно. Немав се некои посебни очекувања, но се на крај испадна дека се одвиваше според Божиот план, се надевам, бидејќи преку нашето колпортирање во Кавадарци и во Неготино, исто така успеавме да разговараме со луѓе кои што не ги познаваме, да ги запознаеме така накратко, да видиме некои од нивните мислења. Исто така успеавме да споделиме
некој од нашите бесплатна литература. Имаше ли интерес кај жителите на Неготино и на Кавадарци? Се појавувале, доаѓале на вашиот штанд? Да, благодарам што го спомна ова. Бидејќи за разлика од другите градови, приметив дека во Кавадарци и Неготино луѓето малци имаат друг став, затоа и поотворени се да речеме да зборуваат за теми кои што се однесуваат за Бог и за малце подлабоките теми, за разлика од другите градови кои што сум имал некоја можност да видам Така. како одат тие стави. Освен тие активности што ги спомнавте, имавте ли посета на верници? Да, имавме исто така посета на верници и кога дојдов исто тука се запознавме со тие верници кои што не сме ги знаеле порано и поминавме доста убаво време кој што ми остава доста добар впечаток од тоа. Така. Ајде се вратиме на проектот Подај рака, Александар, да ни кажеш, бидејќи како што знам ти си учесник на повеќе такви во минатото, бидејќи не само внатре во црквата да имате активности, вие имате и надвор од црквата како корисни општествени работи, па ете може да ни кажеш во минатото какви активности имало во градот? Да, јас мислам дека сум учествувал на 5 или 6, сум бил дел од Подај рака на 5 или 6 пати, не сум сигурен. И да, една година се сеќавам, ние имавме прилика да ги фарбаме детските играчки. Односно, Реквизитите кај што? Да, ширум градот се поделивме во 5 или 6 групи и скоро секој предел од градот беше опфатен. Но исто така имавме прилика да работиме со луѓето кои што се социјално загрозени. Така. Односно да ги реновираме нивните домови и да им овозможиме еден подобар и поубав живот. Така, колку се сеќавам, се делеше и храна, значи од Да. разни хуманитарни издруженија. Исто така и градскиот парк во една прилика се чистеше. Добро, еве сега месец дена сте овде, веќе полека вашата пракса истекнува. Ти спомна дека си бил 4-5 пати, 6 во Кавадарци, сигурно или ти си бил повеќе пати. Меѓутоа, дали го запознавте сега малце од друга страна градот Кавадарци? Дали ви се допадна? За мене овој месец беше прекрасен, бидејќи дојдов, да, често пати сум во Кавадарци, имам тука и пријатели, и моите родители имаат премногу пријатели овде, но овој месец дојдов до еден поинаков заклучок. За мене Кавадарци стана еден од најубавите градови во Македонија, ако не и најубав. Тој менталитет мене премногу ми се допаѓа. Луѓето се групираат, разговараат и тие се дружат едноставно. Додека во останатите градови во Македонија, посебно во Струмица, гледам како сето тоа изумира. Но овде луѓето се дружат и ги разменуваат своите мислења. Така. Или имавте прилика заедно со Александра да посетите некои излетнички места во градот? Да, имавме доста прилики покрај сето тоа што беше дел од праксата. Мислам дека имавме и доволно време да се дружиме со нашите останати пријатели, исто така да прошетаме низ градот и да ги запознаеме Го подобро. посетивте градскиот парк кој беше обновен пред 2 години, Косторницата. Да, го посетивме. Таму има навистина прекрасен поглед кај што се гледа цел До град. излетничкото место 12 деца можевте да бидете? Да, исто и таму беме, додека траеше проектот Подај рака, во кој што за разлика од Александар на мене беше прв пат да учествувам таму. Но навистина ми се допаѓа начинот на кој се смислени, спрограмирана е програмата да оди со цел да се помогне на останатите луѓе, што и тоа е самиот назив и смислата на проектот, да Така. подадеме рака. Секако имавте семинари во склоп на Подај рака, така? И сега, и ова година, и во минатите години. Каде спија младите кои беа? Каде преноќуваа овде во градот? Да, младите беа сместени во интернатот во Кавадарци и навистина можем да кажам дека се задоволни од престојот, дека убаво си помина и сите беа радосни. Така, може меѓусебно да се дружат, да се запознаат, колку што знам од минатите години, дури некои склучај брак. Значи, може би една од поентите и токму на таа Подај рака, на тој проект или манифестација, кога доаѓаат млади од Македонија, од странство, да се меѓу себе запознат, па ништо нема страшно и да вклучат така и брак. Добро, еве, полека се ближиме кон крајот на ова наша емисија, односно на овој разговор. Па еве, Александар, што можеш да им посакаш, да им порачаш на нашите гледачи, од твоја гледна точка? Да,
би сакал да прочитам еден библиски текст кој што се наоѓа во книгата, во Старозаветната книга Исаја, во 54 глава, 10 стих, каде што вели вака: Нека се раздвижат планините и нека се потресат бреговите, но мојата љубов нема да се повлече од тебе, ниту ќе се расколеба мојот завет на мирот, вели Господ кој ти се смилува. Живееме во време кога љубовта оладува. Се повеќе и повеќе луѓето се осеќаат осамени и неприфатени од општеството. Но сакам да порачам, ако и вие се чувствувате осамени или неприфатени, Бог е тука за вас. Тој вели дека никогаш нема да се откаже од вас и дека неговата љубов секогаш ќе биде со вас и тој ве сака и сака да вие бидете радосни. Благодарам за пораката, Илија. Што можеш ти да ни кажеш? Па при тоа мислам дека не би било целосно ако не го кажам, ово мислам дека заборавив. Да спомнам дека и покрај тоа што се дружевме само со верниците, јас во овој град имам доста многу пријатели кои што се познавам со нив од одамна, а исто така се запознав и со многу нови пријатели, кои што верувам на некој начин Бог ми исто така ми отвори можност да можеме пред се да се изборуваме за нашите секојдневни животи како сме се поминале порано, пошто долго време се немам видено со тие пријатели. И со оние што сум ги запознал, така некако Бог ги редеше еден по друг, што се десило во ист ден да ги сретнам многу повеќе од нив и да закажеме, да се договориме средба, кај што секогаш мислам, всушност поголемиот дел од нив го завршувавме со тема за разговор на Бога. За тие теми дека што има Бог кој не сака и пред се за важноста на Христовото даѓање и неговата улога. Пошто нормално, чак дури од другите заедници имаат различен поглед за Христа, кој е всушност Христа. Некои веруваат дека не е син Божи, некои веруваат дека е само пророк. Исто така со доста муслимани пријатели кои што многу ги сакаме, ми се мили, успеавме да разговараме за тоа нешто што дури ни однеле доста часови. И тоа ми е посебно мило за таа можност што ја имав тука да разговарам со нив и се надам дека исто така Бог не само за нас тука, Бог има план за секој еден од нас. Така. Сосема на крај, уште 2 месеца останува од летниот распуст. Па кажете ни на кратко како ќе го исполните овој период, значи август и јули. Ево Александар, што планираш, како? Па ова е тешко прашање. Да? Најпрво, денес се враќам дома и ќе поминам едно време со мојата фамилија, бидејќи не сме се видели доста долго време, бидејќи јас сум во Белград, тие се овде во Македонија. И сакам прво да ги видам нив, да поминам време со нив, да им дадам внимание, а исто така сум повикан на еден исто така младински проект во Шуто Ризари, каде што ќе имам можност и привилегија да се дружам со младите од ромската популација. Да. И исто така тој проект ќе биде сличен како поде рака. Ќе имаме цел да бидеме корисни за општеството и да ги задоволиме неговите потреби. Така. Убаво, значи исполнет ќе ти биде и овој период од овие 2 месеци. Илија, како ти планираш да го исполниш овој период? Да, само поради тоа што јас сум веќе едно прашање уназад, Да. би сакал да одговорам на следното, па ќе продолжам исто на ова. Во овој последен период размислувам за важноста на човекот. За тоа дека Бог нешто за нас наменил посебно. Ние сме створени со посебна цел во овој свет. И за тоа дека секој човек е создаден според Божјата слика и е скапоцен во Божите очи. Ќе напомнам за тоа дека исто така Божјите заповеди се сведени на тоа да се љубиме едни со други, а и да го сакаме Бог. Тоа е многу тесно поврзано. Поврзано е дека ако ние не успееме да ги сакаме луѓето, исто така нема да успееме да го сакаме Бог и обратно. Ако велиме дека го сакаме Бог, а не ги сакаме луѓето, тоа толку поврзано што тие одат заедно и не може да биде одделно. Така да би сакал да ги охрабрам сите гледачи кои што го гледаат ова, може и во жива, и подоцна кои што ќе го гледат.
да размислуваме за нашите семејства, за луѓето кои што се околу нас. Целиот свет е создаден на таков начин да што Бог го создал да функционира врз законот на љубовта. Ако постои себичност, себичноста води кон смрт. Не сме создадени да живееме одделно. Сите сме создадени да живееме заедно, помагајќи се еден на друг. Тај мислам и самата замисла на Бог, дека ние сме социјални суштества и сме си многу потребни. И мислам дека тоа нешто најчесто се занемарува, посебно во овој период каде што за жал времето изгледа како да е прекратко, како времето да лета и не успеваме да ги извршиме ни најосновните обрски кои што си ги имаме, освен тоа да одиме на работа. Кога ќе се вратиме дома, изморени сме, ќе легнеме да спиеме и времето така ќе не помине само. И мислам дека, знаете, некако тоа сепак не оди во добар правец. Води кон некоја си провалија кој што можеби човекот или прекасно ќе го разбере, но за жал не сакам да биде тоа прекрасно и затоа го зборувам ова. Да го имаме сите на ум дека потребни сме си премногу сме си потребни еден на друг. Да се држиме заедно, бидејќи во иднина може да се случуваат многу нешта што веќе од прилика можеме да чуеме, што би можело и како што е предвидено во Библијата, и мислам дека никој човек не би опстанал ако не би се држал еден за друг. Добро, како ќе го поминеш периодот кој е пред тебе сега, овој месец-два? Имаш некои планови веќе направено? Да бидеш со семејството секако дома, еден период? Да се одмориш? Да. Тоа е еден од посебните делови кои што не сум испланирал нешто посебно, но би сакал да го искористам во корист на тоа да ја споделам радосната вест со останатите луѓе во градот и моите пријатели, исто така и моето семејство, кои што за жал сите од нив не се верници на некој начин. И би сакал да направам некоја си канал каде што би можел да ги постерам видеа кои што би биле од корист за луѓето, кои што преценели зборуваат за моралните принципи, за заедницата, за меѓулюдските односи, исто така нашата потреба од Бог, дека без Бог не можеме ништо и дека освен тоа што сме телесни суштества, исто така сме и духовни. И дека тоа е единствено нешто што ќе не одржува во живот, а сепак и тоа е мојата надеж, што и мене ме држи во живот. И тоа беше еден период кога малку моето здравје не беше баш во најдобро ниво. Тогаш разбрав дека таа надеж е причината зашто јас го пребородив тој период. Исто така би сакал таа надеж да биде и за останатите нешто што ќе им влева голема радост во срцето и среќа. Така, добро. Еве, полека се ближиме кон крајот на ова наша емисија. Би сакал да ви се заблагодарам, Илија и Александар, за вашето учество во нашата утринска програма. И благодариме што не поканеште повторно и ни беше чест и задоволство да бидеме дел од вашата емисија. Ви посакам на двајцата успешно лето, да се пред се одморите и психички, а физички може ќе имате активности, убаво вие сте млади луѓе, но како е да бидете подготвени за новата сезона? Некаде кога почнува факултетот? Во септември. Така да. Господ да ве благослови, да ви даде мудрост и пред се истрајност. И многу љубов за која Илија зборуваше. Почитувани гледачи, еве дојдовме до крајот на ова наша утринска програма, односно до овој разговор. Ви посакувам секој добро, се гледаме повторно во наредната емисија. Пријатно.
Еве, почнемо гледачи, повторно одиме со нашата програма. Следува рубриката да ја запознаеме нашата земја Македонија. Ке споменеме нешто за градот Скопје. Еве, толку емисии сме имале, за Скопје воопшто не сме спомнале, па затоа еве во наредните минути ќе споделиме неколку информации за Скопје, главниот град на Република Македонија. Тој е најголем град кој воедно е и општествено административен град за целата наша држава. Значи политички, стопански, културен, образован и научен центар. Се наоѓа во северниот дел на државата, а во средишниот дел на Балканскиот полуостров. Низ Скопје поминува реката Вардар. Камениот мост се наоѓа крај реката Вардар. Македонски народен театар се наоѓа на булеварот на Свети Климен Охридски. Значи сите културни згради се наоѓаат токму во овој град Скопје. Градот Скопје во текот на своето постоење, во зависност од историските прилики, бил именуван со различни имиња. Античкото име е Скупи, латински значи Скупи. Името на градот Скопје има различна транскрипција на различни јазици и култури. Градот е познат како Шкупи, значи Скоплје, Скупи, Скоплје на руски, значи се зависи кој управал со овој дел на Балканот. Најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци тврдат дека Скопје е населен уште од 4000 година. Скопје за прв пат во документите се споменува од Клавдиј Птоломеј под древното име Скупи. Името Скупи, колиба за солниште Стреја. Тоа во превод значи за прв пат се јавува кај панонското племе Агријани или Граи, кои живееле на овие простори. Според историските податоци, во времето на императорот Октевијан Август од 13 до 11 години пред нашата ера, Скупи од логор Каструм на двете македонски легии, петата македонска и четвртата скитска легија, прераснал во град. Има многу истории запишани за Скопје, еве само да ви пренесам за време на османлискиот период. Градот потпаѓа под османлиска власт во 1392 година и набрегу Скопје добива турско ориентално обележје. Во 1555 година градот повторно е разорнат од катастрофален земјотрес, но набрзо е обновен и станува турско војно упориште. Стопански брзо се развива, особено во 16 и 17 век, кога после Цариград станал еден од најразвиените и најголеми градови во европскиот дел на Отоманското царство, како и значаен зајнечиски трговски центар. За сместување на трговците и нивната стока биле подигнати повеќе караван сараи и анови, како Куршумлијан, Султанан, Капан-ан и многу други такви анови. Патописецот Евлија Челебија ја споредил Скопската чаршија со таа на Цариград. Според него во 1661 година Скопје имало околу 12.000 куќи со околу 60.000 жители, потоа 2150 дуќани, еден безистен, 70 јавни амами, тоа се тие бањи, кај што луѓето може да се капат, 120 џамии, повеќе беговски коњаци и сараи. Трговските каравани редовно одржувале врски со Солун, Белград и Дубровник. Одиме понатаму, за време на Првата светска војна Скопје се наоѓа под окупација на бугарските и австро-унгарските сили, а по завршувањето на војната станува дел од кралството на србите, харватите и словенците. Во Втората светска војна Скопје повторно е окупирано од Бугарија, сојузник на нацистичката Германија. На 22 април 1941 година бугарската пета армија го окупира Скопје и останале во градот се до 9 септември 1944 година. Скопје е познат, почитувани гледачи, по силниот земјотрес што се случил во 1963 година. Навистина тогаш загина доста луѓе. Исто така во 62 година Скопје
Poslije obilnite doždovi, rekata Varrar se izljela i poplavila okolo 5000 kući. Poplavata bila predvesnik na jedna pogolema tragedija. Znači 600 godina poplava, a 6 leta katastrofalen zemljotres. To se slučilo na 26. juli vo 5 časot i 17 minuti, znači nautro 60 godina Skopje go pogodova silen katastrofalen zemljotres. Ako odete deneska u Skopje, ako ja vidite starata željeznička zgrada, odnosno stanica, ki vidite se ušte tije ruševini, taka stojat i toj časovnik koji zastanal vo 5 časot i 17 minuti. 6 zapirka, 1 spored Richterovata sezmička skala. Zaginale točno 1070 luge, a bile povredeni nad 4000 luge. Mnogo stanovi bili uništeni, kući nad 20.000, građani ostanale bez pokriv nad glavata. Deneska Skopje je jedan modern, evropski grad, so široki bulevari, so široki ulici i verujem da kad ste go posjetili, posebno poslednje godine ima mnogo spomenici, mnogo atraktivnih mesta. Evo, uštedim povod da go posjetite Skopje i da uživate. Ovdje se imam i za klimata, kako se dvižat, međutim to svega nije mnogo važno. Koliko ima žitelji, spored 2001. godina, spored popisa, pardon, 2002. godina, Skopje je imal 467,257 žitelji. To su oni registrirani. Međutim, svega se pretpostavlja da ima okolo preko 600.000 žitelji, a da ne zbrujeme zone koji se dojdeni, žive tamo, no može bi se zavedeni spored ličite karti na drugi mesta, u drugi gradovi, no Skopje je jedan golem grad, na vistina atraktiven, su mnogo naselbi, tako da eve doznavme nešto poveke za naš odglaven grad Skopje na Republika Makedonija. Evo, počtovni gledači, to beše rubrikata da je zapoznajeme naša ta zemlja, zbrujovme za Skopje. Odime sega povtorno suštedna pesna, a potom se vratime da gi posledime i poslednite rubriki v ova naša današnja emisija. Čuj na tvoja vrata
Ovo jutro, počinu gledajući, bi sakal da vi pročitam nešto za hemofilija. Ne znam to izbor da li vi je poznat, no ako otidete na internet i malko pobarate interesne informacije za zdravje to, kje go najdete izbor od hemofilije. Što je to hemofilija? Hemofilija je seriozno nasledno narušuvanje na koagulacija kada što krvta na pacijentu ne koagulira soodvetno dovedovajki do teški slučaj na nekontrolirano krvarenje, spontano ili posljelesna povreda. Znači, lica so hemofilija može da nema da krvarat povek ili pobrzo od licata bez hemofilije, no tije krvarat podolgo vreme. Povtorovačke te krvaranje može da doveda do teški poremetuvanja osobeno vo zglobovite. Kako nasljedna sostojba, hemofilijata se prenesува od roditelj na deti se naogja na deseti od hromozom kako recesiven gen, što znači se prenesува od majka na sin. Iako je возможно i ženske deca da se afektirani od hemofilija, ova je moćna redko i najgolem del od populacijata se maški. Hemofilijata A je najčešći tipna hemofilija, afektirajki momentalno okolo 320.000 lica vo svetu. Licata so hemofilija A imat nisko nivo ili vopšto nemat esencijalen protein poznat kako faktor 8 koji igra ključna uloga vo koagulacija na krvta. Znači go nema to onaj element za koji čovjek koji se posjeća da se zasiri krvta i taka da prestane. Koji se sluči krvarenje kaj zdravijete individua, faktor od 8 se vrzuva so faktor od 9 i 10 koji se kritični fazi vo procesu na formiranje na krven koagulum i pomaga da prestane krvaranje to. Sepak kaj individua so hemofilija A, nedostatok od ili nisko nivo na faktor od 8 go poremetova ovaj proces i vlije na sposobnosta za formiranje na koagulum. U zavisnost od nivota na faktor od 8 koji nedostasovo vo krvta, hemofilija A je klasificirana vo 3 kategoriji: lesna, umerena i teška. Okolo 50 do 60% od zabolenite ima teška forma i ove lica najčesto krvara često okolo 1 ili 2 puta nedeljno, unimite zglobovi ili muskuli. Ove krvarenje može da predstavovat signifikanten zdravstven problem, bidejki često predizvikovat bolka i dovedува do hronično otekuvanje, deformiteti, reducirana mobilnost i dolgotrajno oštetuvanje na zglobovite. Simptomi i dijagnoza. Evo da gi prosledim i ove informacije. Poradi naslednata priroda na hemofilijata, narušovanje to najčesto se dijagnosticira koga licata se mnogo mladi, znacite i simptomite vključuvat slednovo: modrici, krvaranje vo muskuli i zglobovi, spontani krvaranja, prisutni krvaranje poslije lesna trauma ili hirurgija. Kako se to tretira? Zamjena na faktor od 8, rekombinanten, genetski proizveden ili so poteklo od plazma i osnova na tretmanot na hemofilija. A povijek je to formaciji bara čisti intervenski infuziji, obično nekoliko pati nedeljno, što može da bide opteretuvačke za licata i njimite najbliski. Dopolnitelno ograničuvanje na momentalni tretman je razvojot na inhibitori antitela sozdadeni od imuniosistem koji se vrzuva za faktor od 8, gdje je prepoznan kako tuk i takav natom. Evo, počinu gledači, vistina hemofilijata je bolest koja može se pojavi kaj sveko od nas. Ovdje vidovme deka medicinata go pronašla ovaj problem i nudi soodvetni lekarstva ili lekovi. Mnogo bolesti imame, nažalost, vo čoveštvoto, no to je ušteden dokaz deka ovaj svet odi pri svojot kraj. No, naukata se potrudila da ponudi soodvetnje rješenja, no sepak naše živote voracete na Gospoda Isusa Hrista. Evo, počtu mi gledači, poleka dojdovme do kraja nova današnja skratena naša programa, no kako je da je, vi posakavam seko je dobro, da imate ubav den, a na svita vas koji go prosluvate vaš rodendan, vi posakuvame seko je dobro od Gospoda, mnogo zdravje, sreća i uspeh vo vaš život.
Уште еднаш ќе спомнам дека во текот на јули ќе имаме нова шема на емисијата на утринската програма под наслов Библијата зборува, така да следете и понатаму нашата програма на истата фреквенција, односно на истиот канал, на нашиот YouTube канал Радио Гласна Надежда, каде што се снимат емисиите и таму се постуваат, или на нашата Facebook страна Радио Гласна Надежда. Поздрав до сите вас, почитувани гледачи, кои не следите во Македонија и вие кои сте во странство Србија, Италија, Австрија, Германија, Австралија, Канада, Америка, Бугарија, Украина, можеби некои земји ки прескокнав, но како е да е, срдечен поздрав од топлото Кавадарци. Денес ќе имаме навистина високи температури, така ќе биде и за време на викендот. Секој добро од Господа и се гледаме во наредната емисија. Почитувани гледачи, ве покануваме да ја следите новата емисија Библијата зборува со теолог Томе Трајков на Радио Гласна Надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Ве очекуваме.